17 часот и 15 минути ви благодарам и овој пат што сте на фреквенцијата на телевизија Сонце и го следите најновото издание од емисијата од своја страна. Мој денешен гостин е Игор Крајчев. Игор Крајчев е македонски поет и писател, есеист, член на Друштвото на писатели на Македонија, критичар и истражувач. Го препознаваме по неговото активно учество во манифестацијата Рацинови средби, како дел од жири комисијата и како дел од организациониот одбор. Велам добри дете за Игор Крајчев. Благодарам на поканата. Навистина ме мило што телевизија Сонце ги отвори своите врати за мене. Драго ми што прв пат сум тука. Не соработувам прв пат, сме имали и претходно интервју, но прв пат сум во вашето студио, навистина е доста пријатно. Магистар по македонска литература и јужнословенски литератури. Некој период професор по македонски јазик, до неодамна директор на Велишката библиотека во Велес, поет, писател кај нас. Кажи ми, Игор Крајчев, во што најмногу се пронајде? Каде е најсвој? Па добро, јас студирав на Филолошкиот факултет Блажо Коневски во Скопје како за професор по книжевност. Животниот пат ме натера многу малку да работам како професор по македонски јазик и книжевност. Повеќе се препознав себе си во онаа креативната сфера, значи како автор, како писател. Долги години, 9 години работев како директор на библиотеката во Велес. Навистина едно неверојатно несекојдневно искуство, да се другарува со книгата, да се креира една културна политика во градот. Така што навистина ми беше и чест и гордост да соработувам со сите чинители кои што го градат тој културен живот во Велес. Но сепак морам да признам дека како човек не можам да се раздвојам себе си од она што значи книжевно творештво, од она што значи поезија и проза. Така, дефинитивно патот те наведува кон таа страна, односно те препознаваме како писател и поет. Ајде повеќе нешто за твоето творештво. 4 поетски книги и 2 романи. Од кога почнуваш да издаваш конкретно? Јасно. По самото завршување на Филолошкиот факултет некаде во 2005 година издадов својата прва книга Реалности. Тоа беше првата поетска книга. И можам да кажам дека поезијата од секогаш ми била љубов. Јас уште на своите студии ја и претходно се дружев активно со поетите, со поезијата, со нивните творби. Имав своји некои поетски обиди, но сепак тоа се оние кои што најчесто се чуваат во фиока, кои што не се наменети за издавање. И по самото дипломирање ја издадов својата прва книга Реалности. Можам да кажам слободно дека книгата беше доста добро прифатена од критичката јавност. Промотор беше, се сеќавам, во салата на општина Велес, Венко Антоновски, и навистина ден денеска го памтам целиот негов промотивен говор и сите работи кои што ги кажа во таа прилика за таа книга. И на некој начин тој момент го трасираше мојот пат во литературниот свет, во светот на поезијата. Потоа во 2007 и 2009 направив обиди да се препознам себе си како автор во прозниот свет. Напишав 2 романа. Романот Војни и херои во 2007, кој што имаше и свое второ издание во 2013, и во 2009 го издадов романот 3 секунди. Но сепак повторно се навратив на поезијата со уште 3 книги. Да. Мене ме фасцинирало секогаш поезијата, затоа што поезијата е творба каде што имате повеќе нивоа на читање, во зависност од читателот. Се вели дека поезијата нема 20 читатела и дека нема 2 читања. Многу фактори влијаат тука. Зависи кој чита, зависи од која генерација припаѓа. Колку читаме ние поезија кај нас? За жал малку, но оние кои што читаат, сметам се дека се вистински читатели. А тоа малку се должи на тоа што не ја разбираме поезијата, на поетот му е потешко да ни го пренесе она што сакаме да го... Поезијата бара малку поголема длабочина на самото читање. Значи, кога читаме роман, кога читаме проза, она што треба да го прочитаме е напишано во самата книга, на самата површина на делото. Луѓето не треба да се заморуваат со она што генерално е пораката на самата книга. Секако дека има книги каде што има некоја друга, меѓутоа таа е една. Но кај поезијата имате повеќе нивоа на читање, имате
Имате звук, имате форма, имате содржина, имате читање колку што имате читатели на една само песна. Мислам дека денешното брзо современо живење ги тера луѓето да сакаат самите да се заморуваат толку многу, повеќе се оддаваат на ова малку полесно читиво. Но за среќа има и читатели кои што се влюбеници во самата поезија. Сум запознал доста на поетските фестивали како во земјата, така и надвор од неа. И навистина можам да кажам дека оние кои што ги има навистина ја разбираат и ја сакаат од срце поезијата. Ние бевме свидоци на твојата промоција на предпоследната поетска книга 21. Тоа чинам пред 2 години се одржа 2019-та во градската библиотека во Велес. Чиј промотор беше професор Венко Андоновски. Кажи ми колку си задоволен од таа поетска збирка, колку се читаше, колку беше барана? Поетската книга 21 ја доби престижната награда Јован Котевски. И навистина прво бев изненаден од самата тежина на наградата, од самото име кое што го носи наградата, и ми беше донекаде и страв дали самата книга ќе одговори на тој сам предизвик кој што е даден на самиот почеток на објавувањето на книгата. Обично поинакво е чувството кога одредена книга ќе се докаже самата себе си, па подоа ќе добие некоја поетска награда. Ова на самото нејзино излегување, таа беше практично награда за необјавена книга. Со самото нејзино излегување го доби тој пиетет наградена книга со наградата Јован Котевски, и донекаде се плашев, но подоцна кога самата поетска книга доживеа и свое второ издание, во издание на Матица, ми беше задоволство што го направивме вистинскиот чекор со самото издавање, со самото аплицирање на оваа книга. И навистина сум задоволен, особено затоа што имаше исто така убави зборови од критиката. Имаше свој промотивен говор и професорот Венко Андоновски, но и професорката Кристина Николовска. Така што навистина ми е мило што еве некако заживеа во тие поетски кулуари оваа книга. Самиот факт што има 2 изданија, мислам дека во Матица повеќе ја нема. Така што драго ми е што одредени читатели ја сметале за доволно вредна за да ја имаат во своите домашни библиотеки. Така, спомена награди, колку добитник сте на многу награди, колку наградите значат можеби за еден млад поет и писател? Наградите се навистина важна работа во делото и во животот на еден млад автор, но исклучиво според мене, од аспект на показател дали сте или не сте на вистинскиот пат. Ако некако ве одминуваат наградите, тоа можеби значи дека треба нешто да промените во својот начин на творење. Ако ги добивате, тоа не значи дека сте најврвен поет, најдобар поет на светот, туку дека едноставно фелата ве препознала, дека ви аплаудирала во одреден момент, и никако не значи дека треба да се возгордувате или дека треба да заборавите на тоа од кој сте и од каде доаѓате, туку дека едноставно треба да продолжите по тој пат. Навистина ми е драго што во својата биографија, книжевна биографија, имам запишано доста важни, вредни награди кои што ми се многу драги и кои што ги доживувам како еден вид на поттик, еден вид на сугестија од самата поетска фела дека окей, ова беше добро, сега ти можеш уште подобро. Така. Навистина се трудам така да ги разбирам наградите, не можам да кажам дека не ми значат, дека не ми се важни. Да, ми значат, важни се, но не треба да им се дава преголемо значење. И ги разбирам истите како една поставена, високо поставена пречка, која што во следните поетски, книжевни и прозни обиди ќе морате да ја надфрлите. Живееме време на пандемија со COVID-19. Колку оваа пандемија ви ги измести плановите, можеби? Учествувате на многу манифестации, на многу промоции на книги, кои што сведоци сме дека пред пандемијата се одржуваа лично, со контакти, со дружби. Како сега одат овие манифестации, средби? Дали можеби онлайн? Да. Оваа пандемија комплетно го измести современото секојдневното живење. Буквално навлезе во секоја пора на општественото действување, така што на некој начин и самата литература, самото книжевно живење и действување не можеше да биде изоставено од тоа.
Морам да кажам дека навистина е многу тешко да се функционира во едни вакви вонредни пандемиски услови. На самиот показател дека сите фестивали полека преминуваат во некоја своја онлайн варијанта, придонесе да се оттуѓиме едни од други, да не се гледаме, возможно е да учествувате на фестивал, да не запознаете ниту еден автор, да не продискутирате со ни еден автор. Јас учествував на неколку фестивали изминатото лето, дури самиот почнав да организирам свој онлайн фестивал, но навистина е тешко и многу поразлично од сето она на што сме навикнале до сега. Да не зборувам сам за она што значи промовирање на книга, чувството за еден автор, за еден промотор кога ќе најде на полна сала, полна со влюбеници во литературата кои што буквално го впиваат, го читаат секој ваш израз на лице, секој ваш збор, потоа сака да дискутираат со вас, сака да се поздрават со вас, сака да ве прашаат некој прашање за одредена песна, за одреден стих, за одредена фраза од самото дело. Сега сето тоа отсуствува. Значи отсуствува тој физички контакт, таа блискост, таа интимност која што литературата ја овозможува. И навистина ми е многу жал и одва и чекам да помине сето ова, повторно да се вратиме на некое нормално живење, на нормално функционирање. Јас имав пред една недела, бев промотор на една книга во Велес за чалгијата на Ало Тончов и навистина беше тажно да се гледа според сите тие протоколи, таа полупразна сала на која што луѓето мораат да бидат на одредена дистанца, во одреден ограничен број. Сето тоа е некако Не е тоа. Не е она вистинското, она на што сме навикнале. Доколку сега некој прв пат биде промотор и таа е гледката која што ќе ја види, може би му било и нормално, но оние кои што активно учествувале, знаат време го работеле тоа, како и треба. знаат како би требало да биде и како може да биде, сето тоа делува тажно. Многумина ве препознаваме, па и јас како дете, како дел од Рациновите средби, дел од организациониот одбор и дел од жири комисијата. Што се случува со оваа манифестација? Рациновите средби си имаат свој тек, веќе надмина и половина век постоење. Навистина ми е драго што во еден период, мислам дека во 2 мандати бев и дел од самиот организацијски одбор. Имав чест да бидам дел од организацијски одбор во кој што беа големи врвни имиња на македонската книжевност и меѓу нив како најмлад секако мој беше многу да учам од нивното искуство и ќе бидам нескромен ако кажам дека и многу научив од тоа организирање. Манифестацијата си постои, имаше една промена во самиот начин на организирање, во еден период се делегираше надлежноста, но сега повторно се врати на стариот систем на функционирање со организацијски одбор. Имав чест во последното издание на Рациновите средби да бидам гостин во самиот организацијски одбор, да дадам некои своји стручни размислувања, видувања, но можам да кажам дека и самите Рацинови не беа поштедени од оваа ковид пандемија. Тие се реализира во еден порелаксиран период кога имаше можност за такви случувања во живо надвор, затоа што се случија во септември, мислам, но еден дел беше и онлайн, беше виртуелен, заради тоа што беше неможно да се голем број од поканетите гости да дојдат физички во нашата земја, или па ако можеа да дојдат беше отежнато со оние PCR тестови. Така што не се поштедени ниту Рациновите средби. Морам да кажам дека многу ми се допадна последното издание. Имаше навистина врвни гости. Помина самата организација безпрекорно, така што чест ми е што можам да се пофалам и со како велешанец со уште едно успешно издание на Рациновите средби, дури и во услови на пандемија. Со право ли го носи Велес името град на Рацин? Велес никако не може да избега од тоа рациновското во себе. Ова не го велам само заради тоа што сум самиот велешанец, туку заради тоа што на некој начин сите велешани ја носат таа поетска нишка во себе. Долку не творат самите поезија, доколку
не издаваат самите поезија. Сигурен сум дека голем број имаат некаде запишано поезија, поезија која што е интимна творба, која што не е за очите на светот. Оние кои што ни тоа не го прават, сепак големи љубители на поезијата. Тоа го говорам од две причини. Прво, заради тоа што секогаш во Велес имаме полни промоции, полни сали, имавме пред оваа ситуација, полни сали на книжевни промоции, и имавме полн амфитеатар кога се случуваат рациновите средби, имавме полни сали, така што вие не можете да ги донесете луѓето со сила на одреден книжевен, на одреден поетски настан. Тоа се прави од љубов. Не можете ги натерате, дури да ги донесете на некој начин, не можете да ги натерате да останат на таков начин, на таков настан. Така што Велешани се големи љубители, навистина ми е често можев долго време да бидам дел од таа популација која што е толку голем љубител на книжевни настани и со љубов ги проследува сите. Основач и организатор на меѓународниот фестивал United World of Poetry. И сега, што значи овој фестивал, што значи трето издание годинава на овој фестивал и кои звучни имиња од светот на книжевноста, нели можевме да ги проследиме таму? Во отсуство на реални физички фестивали каде што ќе присуствуваме, по едно инспиративно издание на еден фестивал наречен Прозорец кон светот, кој што го организираше Хрватското книжевно друштво, каде што и самиот сум член. Дојдов на идеја дека можеме да имаме капацитет и како организација, јас и уште неколку луѓе, да организираме и самите таков фестивал. И јас познавам, имам пријатели од буквално целиот свет кои што се одлични писатели, одлични поети, и решив да ги повикам да ми бидат гости на едно поетско читање, еден поетски фестивал кој што во прво време и немаше иницијатива, немаше намера да биде нешто повеќе од така едно кратно читање со размисла некоја дека ова ќе трае многу кратко, дека сето тоа ќе заврши многу брзо, дека ќе не одмине на некој начин и ќе не поштеди оваа пандемија која што е веќе една година буквално го уништува светот. Но сето тоа излезе толку многу спонтано, толку многу убаво. На првиот и вториот пат се собравме на Zoom платформа. Имаше многу покрај останатите, имаше многу големи, признати поети. За мене, морам да бидам искрен, не постојат мали и големи поети, туку поети кои што добиле значени награди или поети кои што допрва се стремат кон нив. Можам да кажам дека со задоволство самата покана да учествуваат во фестивалот ја прифатија Хусто Хорхе Падрон, кој што беше добитник на Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Потоа беше гостин и Јусеф Комуњака, кој што и самиот е носител на Пулицерова награда. Од поновите фестивали учесници ни беа Лојд Шварц, кој што е професор на Универзитетот Масачусетс, потоа беше Педро Лареа, тој е професор на Универзитетот во Линчбург. Ни беше Марк Вейн Джонс, кој што според Guardian е еден од најдобрите перформанс артисти во Британија. Ни беше нашата поетеса, голема поетеса, академик Катица Ќолавкова, која што искрено длабоко ја почитувам. Ни беше Моника Херцег, една млада хрватска поетеса која што доби престижната награда Мостови на струга на Струшките вечери на поезијата во 2019 година. Имаше многу, навистина луѓе, буквално целиот, затоа и го нарековме United World of Poetry, еден обединет свет на поезија во кој што сите поети ќе можат да се изборуваат на својот јазик и повторно да бидат разбрани, токму заради тоа што самата поезија е едно универзален начин на комуницирање помеѓу луѓето, во кој што можете и да не го познавате кодот на знаци со кој што другиот поет ви зборува, но си вие сепак ќе го разберете што тој сака да ви каже. Дали сака да ви пренесе некои среќни чувства, некои меланхолични, тажни чувства. Значи буквално ќе го разберете и ќе го почувствувате неговата поента. Ќе продолжи ли да се одржува овој фестивал? Може би ќе стане традиција на некој начин? Јас се надевам дека ќе продолжи. Ние досега направивме три поточно изданија, оваа година беше трето, и се надевам дека доколку ова
ситуација се смири, дека за една година од сега ќе можеме да направиме United World of Poetry во живо. Зошто да не? Ќе има фондови кои што овозможуваат финансирање на вакви фестивали. Луѓето се гладни за убава поезија, луѓето се гладни за културни случувања. Кога веќе има публика за такви настани, па зошто да не им дадеме на луѓето она што им треба, што го барат. Игор, пред недела дена на своите социјални медиуми сте пуфали дека излезе од печат твојата 4-та поетска книга Лудило, писма, откровение. Така. Ајде повеќе за тоа. Колку време се работеше книгата, кој се јавува како, нели, со предговор? Јасно. Лудило, писма, откровение е мојата 4-та поетска книга која што излезе пред неколку дена од печат. Навистина ми е задоволство што еве таа богата на некој начин продукција во овие изминати неколку месеци кога се случува пандемијата, кога се случува светско лудило околу нас, на некој начин влијаеше врз мене да ја поттикнам таа творечка страна од самиот себе, да не навлезам во некои меланхолични чувства, туку едноставно да успеам да се издигнам над себе си и да се претворам во творец, сеизмограф на она сето што се случува. Од тука ја произлегува и првата глава од првиот дел од таа книга наречена Лудило. На некој начин се трудам да го манифестирам преку стихови сето она што во изминатата година ни се случува насекаде околу нас, сето тоа оттуѓување, сето тоа нечовечко кое што излегува од нас, е произлезено од самата ситуација. Се трудам да го ставам во стих, но затоа што си звучав самиот на себе си премногу песимистички и знаев дека ние луѓето сме многу повеќе од тоа. Ја го продолжив тоа дело со писма и откровенија, со еден вид на втората глава, еден вид на молитви до Бог, да не избави, да ни даде ум, да ни даде моќ, да се раскрилиме како Божји креации на некој начин. И третата глава, откровение, практично јас барем така ја читам како еден вид одговор од Бог. Самата книга која ја читате како целина е многу, почнува многу песимистички, завршува многу оптимистички, многу светло, има многу надеж во неа, има многу верба во неа. И навистина ми е драго што еве и во предговорот и во поговорот го напиша професор доктор Венко Андоновски, поговорот е на професор доктор Кристина Николовска. Драго ми е што на некој начин сме на иста бранова должина околу самите читања. Тие се мои верни проследувачи, можам да кажам дека ме познаваат, дека го следат моето книжевно растење од самиот почеток и драго ми е што ја препозна и оваа книга како една вредно дело за да биде прочитана и со гордост ја понудија практично на македонската читалска публика. Кога да очекуваме промоција? Јас сакам да има убава промоција, да има соодветна промоција и се зависи од тоа како ќе се одвива оваа пандемија. Еве свесни сме дека почнува онаа вакцинација која што е најавена, дека се најавува некое нормализирање наскоро на ситуацијата. Доколку наскоро не се случи тоа, или ќе направам некоја онлайн промоција, или ќе чекам да се нормализираат комплетно работите, па тогаш би ја испромовирал, затоа што сакам да има полна сала, сакам да има многу луѓе, сакам сите оние кои што ме познаваат, кои што сакаат да дојдат, да не бидат спречени од мене лично, да им кажам извинете, не можете да дојдете поради протоколите. Сакам да се смири ситуацијата, а до тогаш секако книгата ќе биде на располагање на сите оние кои што ќе сакаат да читаат во издавачката куќа Матица. Така, во Матица ќе можат да си ја набават. При самиот крај сакам да те прашам, член си на друштвото на писатели на Македонија. Од 2018-та веќе се дели од претседателството на друштвото. Каква е состојбата со друштвото ме интересира и дали требаат промени? Друштвото на писатели на Македонија е најстарата книжевна организација во Македонија, која што практично е основана од самите бардови на македонската книжевна сцена и навистина ми е чест голема што прво што сум само член на
на истата, а да не зборувам која огромна чест и која огромна одговорност ја чувствувам со тоа што бев избран и за дел од претседателството. Работиме напорно, работиме многу посветено, сите членови на организацијскиот одбор на претседателството се професионалци во својата област, сите се истакнати творци, но морам да кажам дека не останавме ние поштедени од целата ситуација која што се случува во земјата со оваа пандемија. Ни беше многу комплицирано да можеме да работиме по планот кој што го имавме, иако најдовме начини и можности да ја реализираме нашата програма и дури во овие вонредни услови, така што се реализира оние најглавни манифестации како што се празник на липите, како што се доделувањето на годишните награди на Друштво на писатели, секако почитувајќи и протоколите. Повеќето да онлайн се снимија одредени пораки на социјалните мрежи, одредени видеа, но сепак имам впечаток дека повторно работиме во вонредни услови. Значи не е тоа она вистинското, не е тоа она што Друштвото на писатели има капацитет и можност да го направи ако се размавне со сета своја сила. Повторно на некој начин ни се врзани рацете и сигурен сум дека штом оваа ситуација ќе помине многу поактивно, ќе се вклучиме во она што се нарекува културен живот. На самиот крај, што е следно на агендата на Игор Крајчев? Па добро, со оглед на тоа дека само што излезе мојата нова книга, размислувам да се навратам малку повеќе на прозата. Имам 2 недовршени романи. Морам да признам дека ми недостасува многу време, затоа што самото творење на прозни дела бара многу откажување, бара многу посветеност, бара многу време кое што континуирано морате да го посветите на создавањето на едно книжевно дело. Во овие услови, во овој период јас го немам навистина тој луксус. На некој начин самите мои 2 дела беа жртви на тоа моје немање на време, затоа и повеќе се посветив на поетското творештво, но се надевам дека оваа ситуација со пандемијата, ова затворање по дома, ова себе изолирање и самоизолирање на некој начин ќе ми помогне барем да можам да имам некаков прогрес на тој план, односно да ги завршам моите 2 започнати. Ќе донеси нешто добро. Да, ти благодарам за гостувањето, ти благодарам што ја прифати повторпат поканата да бидеш дел од своја страна, ќе ти честитам за сите успеси досега и ќе ти посакам да се гледаме само за нови успешни дела и секако да се собереме на промоција. Ми благодарам и вам. Од своја страна, со Игор Крајчев се надевам дека и овој пат уживавте. Се гледаме за 7 дена, а до тогаш останете поздравени, чувајте го вашето здравје.